замислите. Битолско поле како фирма е формирана, работи. Дали Битолско поле наплаќа пари од граѓаните за одржување на инфраструктурата поврзана со водите во тој регион таму? Дали ако тие пари не се подмирени спрема Битолско поле, луѓето не може да земат субвенции? Не може да аплицираат за ништо во однос на државни фондови? По некоја случајност, тој што го работе, одговорните лица на Битолско поле имаат поднесено до мене неколку барања, заедно со нив изработивме неколку анализи за тоа што се му е потребно на таа организација, како да се обезбеди со механизација, за да може да ги санира овие проблеми. Но во тој период некој работеше на снимање на некои разговори, не на тоа што вие се окажете. Од тој период до сега се поминати 4 години. Поднесени се безброј барања за да се екипира тоа предпријатие со механизација, за да може да започне да работи. Но бидејќи има разлика помеѓу ова што го практикува власта и тоа што го практикува опозицијата и тоа што ќе практикува опозицијата како идна власт, е во следното. Вие многу љубите да давате пари на фирми како Трансмет и сите други кои што ги слушнавме во бомбите и за механизација во ред, и за чистење на црна, и за не знам што друго, наместо да инвестирате од тие пари во механизација во државни фирми, истите тие фирми да може да завршат работата професионално, механизацијата да остане на тие фирми и понатаму да можат континуирано да вршат чистење на црна. Таа механизација која што има Трансмет не ги задоволува ни основните 30% од потребите за механизација која што треба да се има за да се исчисти црно. Значи се ова една шминка, се ова една маскарада, само да се прикажи дека нешто се работи. Реалната ситуација е сосема поинака. Потребни се инвестиции во механизација, во фирма која што е формирана за таа работа, за да може да заврши таа работа. А не на овој начин да се користат фирми за пумпање пари од средствата на буџетот на Република Македонија, од нашите джебови во приватни джебови. Има разлика. Истата таа шема што се практикува во ред, сега се практикува и со црна, се практикува со градењето на деловите од патиштата и ред други работи. Колеги, има разлика. Ако вие сакате да бидете искрени, не, тоа милион свати да се го констатиравме, поинаку ќе гледавте на нештата. Реално 1.800.000 денари за општина Битола не е голема сума на пари. Но кој ќе се собери сумата на пари кои што треба да се следат во овој тендер се над 6.000 евра. И тука станува збор за коруптивно делување, за организирано коруптивно делување од страна на власта и грабеж на сопствениот народ. И да, за тоа сме против. И има разлика. Ние сакаме да ставиме точка на тоа. Таа е разликата, не е мала. Во однос на изработката на тендерите и тендерската документација, колешката Ковачевич сигурно ги има поминато кроз себе да сега во Илем и многу е добро запознаем на кој начин функционираат тие тендери, но за тоа потоа. Инаку, ако сакате да видите како се работи со тендерска документација, прашајте колешката Ковачевич, многу добро ќе ви објасни. Истата шема и што се работи во рудниците се применува и тук, се е јасно.